настаните од 27 се подведени под кривично дело тероризам, а настаните од диво населје исто така се подведени под кривичното дело тероризам. Имајќи ги во предвид овај начелата кои важат во Законот за кривична постапка, нели? Односно начелото на аналогија. Моје мислење е дека за двата настани треба да се постапува еднакво во правниот систем на Република Македонија. Долгото чекање на предметот во Основниот суд Скопје 1 може би и од техничка природа. Меѓутоа, не може да се дозволи по првостепена пресуда 14 месеци да се остане во притвор без да се постапува по истиот, односно без да одлучува апелација. Револтот значи и незадоволството на семејствата на луѓето затворени од случајот диво населје е во таа насока. Што побрзо предметот да излезе на апелацијен суд. Со оглед на тоа дека има нов момент 27 април, каква одлука очекувате од апелацијниот суд? Ако ме прашувате и надвор од настаните од 27 април, во предметот диво населје има толку пропусти направено од формална и фактичка природа, така да очекувам да тој предмет апелацијниот суд таа пресуда ја укине и го врати на повторно судење. И да ги уважи нашите жалби. А што настанува со меѓународната истрага? Значи, сакав како трет сегмент во ова моје јавување, во моје обраќање пред вас новинарите да го спомнам и тој момент. Иако беше најавено веднаш после завршувањето на парламентарните избори од страна на власта, нели дека ќе се спроведе меѓународна истрага за тој случај, јас до сега неам никакви информации дека е почнато со таква работа. Може би за тоа прашање треба да се обратите кај надлежните органи, нели, јавното обвинителство, Министерството за правда и така натаму. Јас немам информација дека е почнато нешто за тоа. Инспириран значи од револтот и незадоволството на семејствата од предметот диво населје, на нивно инсистирање, а се разбира револтот стои и кај нас бранителите, селективното постапување на судот, каде што све е ставено на прва точка настаните од 27 април и другите предмети кои произлегаат тамо, диво населје е запоставено во смисла на тоа дека 14 месеци предметот се уште стои во Основниот суд Скопје 1 Скопје. Жалбите беа поднесени на време, сите рокови се поминати. Во моментите кога пред 10 дена затворениците заради законот за амнестија почнаа да штрекуваат со глад, мојот клиент и неговите колеги, нели неговите со обвинети во диво населје, ми пренесува дека не штрекуваат заради некаква амнестија, туку заради тоа да предметот што побрзо се реши во апелацијниот суд по нашите жалби. Тоа се уште тапка во место. Очекуваме овие денови да апелацијниот суд конечно превземе действие да закаже јавна седница и тамо да ја докажеме правдата.